Највозрасниот во кабинетот на Груевски, најнеомилен и со најлоши оценки. Дури 70% од испитаниците во анкетата на Дневник тврдат дека тој не заслужува да седи во фотелјата и да ја врши одговорната функција министер за правда, а само 17% дека треба да остане министер. Во изден Институтот Павел Шатев, кој важи за близок до владачката гарнитура, излезе со податоци 61% од граѓаните имаат негативно мислење за Маневски, а незадоволството кај албанците и сите други етнички заедници е 72%. Да бе, две анкети на двете не го сакаат, па уште и во изден објавени. Некако не ми се верува вака на прва. Режи, а ако сакате, пуштете уште еднаш да слушнам. Дури 70% од испитаниците во анкетата на Дневник тврдат дека тој не заслужува да седи во фотелјата и да ја врши одговорната функција министер за правда. Тоа по ваше мислење, веројатно. По наше анкетите така. По ваше мислење тоа. Во изден Институтот Павел Шатев, кој важи за близок до владачката гарнитура, излезе со податоци 61% од граѓаните имаат негативно мислење за Маневски, а незадоволството кај албанците и сите други етнички заедници е 72%. Тоа по ваше мислење, веројатно. По наше анкетите така. По ваше мислење тоа. Добро бе, добро, не е на одмен малку да се пошегуваме. Не ли, министре? И вие се шегувавте со тоа по ваше мислење. Еве, повелете сега и дадете го вистинскиот одговор на прашањето. Ми одговорили дали ќе си даде оставка по критиките што се од меѓународната заедница и од недовербата од граѓаните? Министре, нема да одговорите? Нема да одговори, ама тоа по ваше мислење. Инаку, министерот е секогаш спремен за прашања и одговори на истите. Исто така, министерот Маневски е спремен и за прифаќање на конструктивни предлози, а од неговата партија имаат еден таков предлог. 50 пратеници од ВМРО ДПМН решиле да го вадат Маневски првиот човек на Врховниот суд од Судскиот совет и како уставна категорија да биде ставен и Државниот завод за ревизија. Без консултации со коалицијскиот партнер ДУИ го доставија предлогот за нови уставни измени. За опозицијата, ова е уште еден доказ за насилничкото владење на Груевски. Груевски решил конечно да отргне Маневски од Судскиот совет. Добро, баш ме интересира што има Маневски да каже на ова. 50 пратеници од ВМРО ДПМН решиле да го вадат Маневски првиот човек на Врховниот суд од Судскиот совет. Тоа по ваше мислење, веројатно. По наше анкетите така. По ваше мислење тоа. Ма не, господине министре, тоа не е по наше мислење, туку по мислење на ВМРО ДПМН е. Знаете, вашата партија, Груевски, не ви текнува. Па добро, јас сепак и покрај сите критики од јавноста, опозицијата, експертите, новинарите, меѓународната заедница и така натака, сепак мислам дека сте супер, министре. Тоа по ваше мислење, веројатно. По наше анкетите така. По ваше мислење тоа. Да, по моje мислење, така и реков, министре. Според моето мислење, вие сте супер. Не гледам што е проблемот во тоа.